Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јон и Бети Треноски. Како што знаете, секоја сабота оваа време е резервирано за разговор со наши гости. Денес во студиово заедно со нас ке ни се придружи доктор Наташа Котлар-Трајкова, редовен професор во Институтот за национална историја. Темите кои ви ги најавивме на самиот почеток на емисијава не се единствените за кои ќе разговараме со господја Котлар. Во текот на разговоров ќе отвориме и многу други теми, а еве и дел од нив. Историски лавиринт, политиката, учебниците и вистината. Што ќе ни открие доктор Наташа Котлар за задкулисните игри околу учебниците? Дали историјата се пишува во комисијата или во кабинетите на политичарите? Која контролира историјата, експертите или политичките центри на моќ? Вечерва ќе го слушнете ставот на доктор Наташа Котлар. Дипломатија на работ меѓу инциденти, интерпретации и притисоци. Со доктор Котлар ќе ги отвориме прашањата која запали полемиката околу самоосвестениот бугарин, зошто Софија реагира со максимален интензитет, а Скопје испраќа поделени сигнали. Доктор Котлар ќе објасни како обичен вербален конфликт може да се претвори во државен скандал, која користи секоја искра за да запали политички пожар меѓу Скопје и Софија. Идентитет без граници. Битката за диаспората до 2030-та. Диаспората како геополитички фактор, новата борба за идентитет. Од доктор Наташа Котлар ќе го слушнеме низинот став, дали стратегијата е реална или само декларативна. Дали стратегијата за диаспората е визија или политички проект и дали државата конечно знае како да ги поврзе раселените македонци. Кој ќе ја добие битката? Институциите, диаспората или политичките агенди? Балкан под притисок, хибридни закани и нови безбедносни линии. Доктор Котлар ќе ни помогне да разбереме дали регионот влегува во нова фаза на ризици, што значат предупредувањата за хибридни влијанија, каде се наоѓа Македонија во оваа геополитичка престројка и дали е навистина подготвена за регионално нестабилен амбиент. Судството на раскрсница, Страсбург го отвара досието Тенк. Со доктор Котлар анализираме дали овој случај ќе ја разнише довербата во домашните институции, што значи ова за нашето судство и политичкиот систем, зошто 5 години подоцна Европа повторно ја поверува нашата правда, дали ова е првиот сериозен тест за правната држава после многу години. Граѓанскиот сектор и државата, партнерство или контрола. Ќе го слушнете ставот на доктор Наташа Котлар, дали новата стратегија е вистинска реформа или нова форма на контрола, дали граѓанскиот сектор ќе стане вистински партнер на државата или само нејзин придружник. Време е да добиеме одговори, не шпекулации. Време е да ги прочитаме процесите подлабоко од насловите. Вечерва ни гостува личност која со години професионално ги разобличува историските недоумици. Незиниот глас е меѓу ретките што ја ставаат фотографијата над дневната политика. За многу кратко со нас ќе биде доктор Наташа Котлар. Во време на конфузија, шпекулации и информацијски турбуленции, малкумина имаат храброст да зборуваат јасно и аргументирано. Низ сите предизвици со кои се соочува државата, потребни се луѓе кои не се плашат да постават точни прашања и да дават правични анализи. Вечерва со нас е доктор Наташа Котлар. Во овие моменти, преку видеоповрзување, почитувани, ја покануваме господја Наташа Котлар-Трајкова да ни се придружи во студиово. Се надеваме дека нема да имаме проблеми со звучниот сигнал. Господја Котлар, добро утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро ве најдов, се надевам дека ме слушате, не? Одлично ве слушаме. Поздрав до слушателите, поздрав до вас двајцата во студиото и мислам дека нафрливте многу сериозни теми за разговор. Токму така, тоа е нашата цел и нашата задача. Добро ви утро и од мене, господја Котлар. Ви благодариме повторно што ја прифативте нашата покана да бидете заедно со нас и со нашите гледачи и слушатели и низ разговор да се обидеме да анализираме барем еден дел од она што се случуваше во Македонија во последнава недела дена. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието на сите нив.
И доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе ги поставиме на студискиот екран и прочитаме, и доколку сметате дека треба да одговорите на истите, можете тоа да го направите како и секоја емисија што тоа го правите. Благодарам. Во контекст на последната 38 средба на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, одржана на 6 и 7 ноември, ова е стара тема, меѓутоа се уште не стигнува од македонската јавност, а во јавноста се појавија неколку недоследности и нејасноти поврзани со работата на комисијата. Наводно, македонската страна доставила нови учебници по историја и општество за 5-то и 6-то оделение, пошто се разговарало за новата реалност и за идниот пристап и методологија во однос на понатамошните дискусии за учебниците. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Буцунски, категорично ги отфрли ваквите информации, нарекувајќи ги неточни шпекулации, и категорично демонтираше дека воопшто биле испратени било какви учебници до бугарската страна, што отвори простор за различни толкувања од техничка недореченост до потенцијален институционален раскол. Господја Котлар, вие како историчар, како ја толкувате оваа чудна ситуација? Комисијата зборува за нова реалност и за идни пристапи и методологија, а Министерството категорично демонтира дека воопшто се испратени учебници. Дали овде гледаме институционален раскол или внимателно контролирана дипломатска двосмисленост? Да, малку е необично, дури и конфузно. Значи, прво да објаснам дека ние информациите за работата и на оваа македонско-бугарска комисија, па и на она именувана грчко-македонска, не добиваме информации во јавниот дискурс. Одвај ако прочитаме во некој медиум за некоја одржана средба. Така и во однос на оваа средба што ја спомнавте од 6 и 7 ноември, ние дознавме како историчари од медиумите. Тоа беше напишано во повеќе медиуми, и електронски и печатени. Јас во моментот кога првично ја добив информацијата, тоа беше, мислам, од порталот Република. Така што оттаму ги добиваме информациите и не верувам дека тие медиуми не се доволно информирани, и ги проверив информациите. Таа една иста формулација фактички беше присутна во сите медиуми. Значи, книгите за 5-то и 6-то, некаде пишуваше и за 7-то, дека се дадени на увид. Мислам дека имаше изјава и од председателот на комисијата Ванчо Ѓоргиев, дека тие ги дале на увид. Но ние немаме повратна информација. Прво, дали и бугарците ќе бидат дадени на увид на македонската страна? Тоа е прво прашање. Второ прашање, зошто колегите кои што се во таа комисија не ангажираат институционалната историографија? Ние имаме институции во оваа држава. Најмногу што се љутам во однос на тие комисии. Не можат комисиите тоа да го решаваат, тоа треба да се решава на институционално решение. Не еден човек кој што е професор, не знам, на некој факултет или е директор, па и председател на определени институции или организации да бидат внатре во таа комисија. Со тоа се врши фрагментирање, намалување на вредноста на институциите. Се намалува функцијата на државата. Тоа е второто. Трето, зошто смета министерот дека треба да реагира, нели? Ако не се под негова ингеренција, да речеме, иако се под негова ингеренција, како што беше и претходната комисија, со претходниот министер за надворешни, така и оваа комисија со сегашниот министер на надворешни работи, ама сега и трговија е. Така да има овде и метафора во оваа трговија.
не сакам погрешно да разберам, бидејќи сватив дека во моето искажување, без разлика на кој медиум е, луѓето честопати не ги препознаваат и стилските фигури кога некој се изразува. Па многу буквално ги разбираат работите, затоа овој пат ќе внимавам, бидејќи си го познавам мојот јазичен израз. Зошто сметал дека треба да одговори дека не се под некој си политички притисок, навистина не знам. Тоа многу мене ми личи на народната, некој си ја ишка мувата од капата, па некако така ми делува. Четврто, зошто овие луѓе од комисијата, старо-нови, компонирани, бидејќи тука го имате оној што имаше врз него некој многу голем притисок, па од многу големи патриотски морални причини си даде оставка од претходната комисија, иако имаше подпишано некои записници таму, па им се виде толку благороден тој човек, па го ставија за председател на комисијата сегашна, ставија колега кој што на времето имаше многу сериозни забелишки во однос на работењето на комисијата, меѓутоа човекот се нафати да биде член на комисијата. Таму имате навистина некои луѓе кои што можеби не им е местото таму, но комисијата не може да биде субституција, не може да биде замена за она што представува македонска државна или институционална историографија. Сметам дека многу е лошо, петото, дека членови од таа комисија се ангажирани во многу други комисии и не само што имаат ангажман во Министерството за култура, ангажман во Министерството за образование, што мене некако ми наликува дека тивко, меѓутоа им се дава можност тие со својата работа да бидат внесени во пошироките општествени и политички стратегии и политики и на тој начин да им се даде можност нивната работа да биде онаа вистинската, а не она што го создаваат институтите, факултетите и академијата, иако овие, архивот исто така, иако сите овие институции се толку фрагментирани, толку уништени, што за сите овие научни и државни институции нас ќе ни треба Маршалов план. По цели 38 средби, дури сега прв пат сериозно се отвара прашањето за методологијата. Што ни кажува тоа? Дали досегашните разговори биле формални, неефикасни или под силно политичко влијание? И што всушност би значило за Македонија доколку методологијата се менува дури во оваа фаза? Вака сега. Методологија мислам дека треба да се утврди на самиот почеток. А на 38 мислам чинам беше седницата, да воведувате методологија навистина е нешто чудно. И пак кажам, многу е чудно што ние немаме никаква информација. Ниту во еснавското делување како историчари, ниту пак во јавноста. Почнавме да ги добиваме сосема бледо информациите, а начинот, еве, таа методологија на работа, можам да кажам, е превземена од македонско-грчката комисија, за која ние навистина ништо не знаеме, докаде се, што работат, како работат, како им е зголемен моментот на нивната хонорарна сума што ја добиваат. Ние ништо не знаеме. Иако во претходната власт, која што сериозно ја критикувавме, беа актуелни истите прашања. Методологија, начин на работа, што се договараат, баравме достапност, транспарентност во јавноста. Тоа е исто сега, јас не знам која е новата реалност. Новата реалност мене ми изгледа дека
уште повеќе ќе се ставиме во бункер, ќе си ги направиме нештата кои што треба да ги направиме, бидејќи очигледно е дека нештата водат кон прифаќање на француските одредби, така ќе го именувам. Односно, она што е пропишано од страна на Бугарија како членка на Европската Унија и Франција, која што има своји интереси и која што многу предани побара ваков предлог со посредство на Бугарија. Чинам амбасадорот Тимоние уште 20-та година ни кажа дека треба да имаме еден друг пристап и нема да биде нашето вклучување во Европа многу лесно. И ние требаше тогаш да бидеме многу свесни. Знаете што? Мислам дека не е добро да зборуваме за методологија, од кога се потпише договорот, ако се сеќавате, 2017-та, веднаш другата година Бугарското собрание донесе една декларација во која што се негира постоењето, односно засебноста и постоењето на македонскиот народ, македонскиот јазик, со присвојување на македонската историја, со анулирање на антифашистичката борба во Македонија, односно и пошироко. Потоа следеше, мислам, во 20-та година еден објаснувачки меморандум, каде што пак беа тие исти ставови дека ете македонската страна не е онаја која што се придржува кон определени цели и имаше низа објаснувања од историски, културолошки, политички и друг карактер. И таа работа почна се понатаму да се одвива, за да стигнеме ние во 22-та година да го добиеме бугарското барање во вид на еден француски предлог. Јас сакам да ги прашам, зошто во таа методологија не се изјаснале и првата комисија и ова втората, староновата, со забелешка во однос на договорот, бидејќи таму пишува дека имаме заедничка историја. Зашто тоа не го дефинирале? Што значи? Бидејќи во англиската верзија на тој договор пишува shared history, споделена историја, а не заедничка. Зошто во преводите фигурира нешто друго? Но, како и да е, требале тоа да го дефинираат, да го расчистат, ако сакаат методологија. Друго, зошто има ние да полемизираме како македонската страна ги гледа едните, бугарската ги гледа другите? Па секаде постои национална историја. Треба нашата национална историја да биде премавната, избришана. Не сме рамноправни во процесот, тоа сакам да кажам. И многу често го даваат предлогот, односно примерот со Франција и Германија. А не зема Германија да им кажува на французите: вие не постоите, вашиот јазик е германски, вие сте франки, иако има историски многу повеќе подлошка, бидејќи потекнуваат едните и другите од известни германски племиња. Нормално со тек на историјата и други моменти има, меѓутоа не седнаа тие како двајца партнери едни со други да си се негираат. Туку си се прифаќаат, едните како французи, другите како германци, и мораат да најдат решение за некои прашања, и тоа имаат поголеми прашања, посебно Алзас и Лорен, таа е сериозна тема. Па и светска војна имаше за тоа. Така да, мислам дека целата поставеност на оваа старо-нова комисија е продолжување на стариот начин на работа, дури по-нетранспарентен за разлика од предходната. Делувањето на министерот е многу полошо од предходниот министер, односно двајцата предходни министри. Нека не ми забележи господинот. Знаете, меѓу нас нема хемија во размислувањата, така да нека не ми забележи, доволно сум возрастна да ги диагностицирам проблемите. И друго,
Зошто мора да биде таа комисија толку многу платена, бидејќи ете нив патните трошоци, нели другите трошоци материјални им се покриени, ако се толку посветени на одбрана на националните интереси, како што се нивните изјави, зошто примаат по 2000 евра од Министерството за надворешни работи и трговија на секое нивно состанување. Нека ги дадат тие пари во образование, во развојна наука, во развојна култура. Па видете, ако им го соберите грубо колку членови се и колку месеци има во годината, тоа се отприлика 120.000 евра даваме на една комисија која што треба да преговара со страна која ја негира. Па што не ги дадат тие пари во научните институции? Што не ги дадат во културните институции? Зошто дозволуваат девастирање на државните институции? Пак ќе кажам, не сакам да бидам лошо разбрана, очигледно е дека има луѓе кои што нема доволно капацитет да ме разберат што кажу. Министерот Муцунски тврди дека приказната за учебниците е лага која работи во полза на Бугарија. Според ваши сознанија и од ваша перспектива, кој и зошто би пласирал таков наратив и што ни кажува ова за политичката комуникација, информацијските игри и реалната состојба на односите Скопје-Софија? Мислам дека фактички се работи за нешто што актуелната власт, преку тоа министерство, сака да и даде една конспиративност на таа комисија, да не оди во јавност, бидејќи оваа власт дојде на полетот дека многу нешта ќе бидат сменати, дека многу сериозно и со големо умење ќе се бориме против одредбите на договорот и спогодбата. Одеднаш не е тоа. Одеднаш имаме комисија со старо нов председател, кој што беше добар за сите власти, зошто да не е добар и за оваа власт. Одеднаш имаме колега кој што си е стручен во својата област, меѓутоа знаете што посредило и што го намамило да стане член во таа комисија, па за оние помладите, ајде да не зборувам, тие имаат потреба да бидат некаде викнати и ангажирани. Друго, мене ми е многу интересно зошто човекот кој што не е специјалист за среден век, Ванчо Ѓоргиев, пишува учебник за 7 оделение. Зошто во тој учебник, мислам дека таму колеги ми најавуваат дека нема рецензенти. Зошто човек кој што е во комисијата пишува учебник? А дали е лага или не е лага, јас не можам да утврдам, бидејќи Министерството се определило во една конспиративност и ние не можеме да дознаеме. Меѓутоа, морам да признам, колку и да беа невешти, па и безобразни, претходните министри и премиер барем беа потранспарентни и имавме можност да го искажеме нашето мислење. Сега ние немаме можност да го искажеме нашето мислење како историчари. Видете, има историчари кои што се занимаваат со политичка, културна, јазична и литературна историја, фолклорна. Значи нас не има многу. Така што оваа комисија, јас сметам дека за актуелната власт е едно креација која што она треба да ја толерира, меѓутоа начинот на кој што го одбрала не е соодветен. И друго, морам да кажам дека правото на изразување, односно слободата на изразување на мислење, што е уставно право во оваа држава, ние тоа не можеме да го изразиме бидејќи ги немаме информации. Како ние ќе говориме за нешто каде што е све скриено под тепих? Една неверојатна конспиративност. Дали пак тоа значи дека ова што се прави не е добро, ама мора да се прави? Еве и такво прашање да поставам.
Господја Котлар, ќе се задржиме на истата тема со уште неколку кратки прашања за кратки одговори. Кој добива, а кој губи од ваквата конфузија? Во секој случај ние губиме. Так. Што да ви кажам? Колку е опасно историски содржини да се третираат со политички методи? Вака ќе ви кажам. Има еден многу познат славист од руско потекло, меѓутоа многу признат американски славист, Јакобсон, кој што уште во 50-тите години е признат како голем научен авторитет и кој што го признава постоењето и на македонскиот јазик и развојот на македонската историја. И на еден сериозен славистички конгрес има кажано, и многу често ја кажувам таа мисла, во науката не можете да зборувате за компромиси. Во спрегата на различните искажувања, творења, ангажирања, ние добиваме научната вистина. Компромиси постојат само на политичките говори, разговори и сцена. Тоа е алатка на политичарите. Така да, во старт еве нова тема за методологијата, како може научна работа да биде ставена во контекст на политичка дејност. Така да не се залажуваме, има доволно образовани луѓе и кај вас, и во Македонија, кои не подлегнуваат на едно пропагандно изразување, туку многу добро ги детектираат и ги искажуваат работите. Во моментов се работи за сериозна политичка определба да се делува во насока на она што е напишано и во договорот, иако договорот има и одредби каде што слободно можеме да кажеме дека се прекршени и може да се раскине. Која е улогата на Бугарија во целиот наратив, активна или пасивна? Бугарија има солидна надворешна политика. Ние не научивме ниту една лекција од Бугарија. Знаете, кога се формираше бугарската држава 1878 и тоа она мало, минимално кнежество, уште не обединето со источна Румелија, целиот општествен, економски и политички живот го трасираше согласно одредбите од Берлинскиот договор руска граѓанска управа. Руската граѓанска управа им ги построи институциите, образовни, културни, војни, полициски, па ако сакате и надворешна политика. Ние требаше да учиме од способните што значи надворешна политика, како да се подготвувате да ја водите надворешната политика, дека тука има многу историја, многу проучувања, многу анализи, многу синтези. Не можете вие само да бидете лидер на тој сектор ако знаете англиски јазик. Тоа не е доволно. Треба сериозно, еве, имав еден пријател што го запознав, српски дипломат, и кога го прашав што кај нив предвидува образованието за да биде дипломат од кариера, вика, имаме 9 сериозни испити, од кои повеќето почиваат на историја. И еднаш ако не положите, го губите правото да продолжите со процесот. Во овој контекст сакам да кажам, нас ни треба образовани, но темелно длабоко образовани луѓе кои и ќе креираат стратегија во надворешната политика, тактика и дејствување. И јас само можам да ја кажам дека Бугарија одлично си е научила својата лекција
а ние не научивме ништо од искуството на другите. Така. Дали мислите дека некој свесно пласира дезинформации за да се креира политичка паника? Во контекст на билатералните односи со Бугарија за да има паника? Да. Видете, јас мислам, знаете, јас како историчар морам да ги тргнам чувствата на страна. И немам чувства на оваа тема. И сметам дека во моментов се подготвува теренот, тоа го читам и низ разни други форми, дека теренот се подготвува да се внесат бугарите во устав. Но, јас и многу одамна сум кажала, многу порано уште кога се појави онака невино ова барање, дека нам не ни требаат гаранции од Европската унија, не знам какви. Ние треба да бараме што ќе биде со македонската историја, со македонскиот јазик, македонската посебност, дали тие ќе бидат толкувани и натаму од кога ќе ги ставиме бугарите во уставот, како бугарски. Значи, гаранциите треба во таа насока да се бараат. Бидејќи, уште еднаш како ќе речам, таму има декларација во собрание дека вие не постоите. Какви гаранции барате за воиднина? Вие не постоите. Бидејќи вие не постоите, ќе внесите бугари во устав, така? Понатаму што ќе правите? Вие не постоите. Каде? Некој што не постои не може да прави ништо. Да, самата таа методологија е многу погрешна. И требаше луѓето да си седнат упатени, да расчистат и на европско ниво, па и на светско, ако сакате, бидејќи имаме стратешки партнери, нели? Што ќе правиме со одредбите на негација и обидите со асимилација на македонската историја, култура, јазик, народ? Како ние преговараме со некој што не признава, не негира и сега треба да ставиме бугари во устав? Па ние сме негација. Колку е навистина потребна комисијата ако дури на 38-та средба се утврдува како треба да работи? Вака. Бидејќи постои фабричка грешка, нели? Постои декларација во која што ве негираат, јас мислев дека уште во тоа време треба да се запрат преговорите. Ако сакате да терате преговори, тоа е на друга страна. Ако сакате да терате историја, регионална, национална, како и да е, тоа се прави во рамките на научно-образовните институции. Ние не сме имале проблем со нашите колеги на конференции, на симпозиуми. Тие ќе си кажат едно, ние ќе си кажеме дополнително кон тоа. Како што рекол Јакопсон, во нашите разлики, во нашите спротивставувања, ние секогаш доаѓавме до вистината. Тоа е наука. Што ми е мене гајле таму некои неупатени политичари, дека треба да направат нешто што не може да го направат. И сега тоа треба да биде врз грбот и на целиот народ и неговата историја. Извинете, ова е многу сериозно прашање. Не сакам да делувам груба, меѓутоа прашањето е навистина многу сериозно. И зошто до сега не е расчистено прашањето со декларацијата, со објаснувачкиот меморандум, зошто на Европа не е предочено дека ние немаме со кого да разговараме, дека сме негирани. Вие сте нула, не постоите, како преговарате? Друго, не е случајно на што ви викаат северно-македонци. Тоа значи дека вие до сега не сте постоеле, а од 2018 сте северно-македонци сте никнале. Значи, тука има сериозни проблеми.
И затоа сакам да упатам дека многу фактори во чија надлежност е пред се внатрешната политика, а потоа и надворешната, мора да размислат за методологијата тие која ќе ја одберат да се спротистава. Или да парира. Според бугарите, македонците се вештачки оплодени без семе. Па, знаете, веќе ова ме навраќа мене на Библијата, она безгрешно зачнување на Богородица. Ако учебниците не се испратени во Бугарија, тогаш што точно се разговарало на средбата? Па претпоставувам каде ќе одат на ручек. Бидејќи ние информациите ги добиваме од бугарската страна, таа е потранспарентна. И она што го кажува бугарската страна се добива впечаток дека као наши ве бранат, а као они напаѓаат, ете така да го именувам. И некако тапкаме во место, ги игнорираме државните институции, го игнорираме АСНОМ, што сериозно мислам дека не треба тоа да се прави. Постоењето на таа комисија е негирање на АСНОМ, бидејќи и многу асномци и академици на времето го имаат образложено проблемот и камо среќа да ги прочитале нивните пишувања, меѓу кои, еве само да нафрлам, Михајло Апостолски, Крсте Црвенковски, Блаже Конески и многу други се занимавале со тоа прашање. Не е тоа од сега прашање. Проблемот е што тогаш барем сме имале на некој начин во југословенската заедница можност да изразиме мислење. Сега веќе ние прво немаме кадар, а потоа немаме и што да понудиме на противната страна. Не умееме да водиме надворешна политика 30 години. Нека не ми замери господата, меѓутоа 30 години ние како да назадуваме и имаме потреба се што било претходно создадено, добро, да го уништуваме. Така да претпоставувам, бидејќи нема што да се разговара во таа комисија, затоа што барањето на бугарската страна е ќе прифатите нашата историографија, нашата содржина и дајте да ги подпишеме записниците. Сега нашиве као не даваат, као се борат, како тоа и ги бранат националните интереси, па најдобре да одат на ручек. По инцидентот во Скопје со Владимир Перев, поранешен новинар и функционер кој јавно се декларира како бугарин, минатата недела повторно се отворија тензии меѓу Македонија и Бугарија. Според сведоците станува збор за вербален конфликт во продавница, без физички напад, но случајот веднаш доби политички димензии откако Перев го пријави во полиција. Од оваа ситуација започна лавина реакција од Софија. Бугарското МНР тврдеше дека Перев бил нападнат поради неговата бугарска самосвест. Председателот Радев го поврза случајот со европските интеграции, а европратеникот Джамбаски дури побара бугарското обвинителство да се вклучи, при што повторно го прекраши Преспанскиот договор со терминот Северно-македонски. Во Македонија реакциите беа различни. Премиерот Мицковски зборуваше за инженеринг и можни хибридни конструкции, додека МНР го осуди инцидентот и побара брза истрага. Господја Котлар, овој наводен инцидент веднаш се подигна на ниво држава со држава. Како го толкувате тоа? Дали Бугарија го користи секој поединечен случај како геополитичка алатка за притисок врз Македонија и нејзиниот евроинтегративен процес? Па да, мислам дека е ова последното. Иначе за вашите слушатели морам да кажам дека господинот Перев јас го знам од пред 30 години. Уште кога работеше како организатор во македонската телевизија, а јас бев навистина во
најубавата младост од тоа време. Ни пред 30 години, фактички ни пред 35 години, некој му се заканал за неговото национално чувство дека е бугарин, ниту пак тој се осврнал непријатно кон другите. Не само што работевме во телевизија извесен период заедно, ние сме комшии, зграда до зграда сме. И господинот Перев, ја го знам како доста комуникативен човек. И никогаш имало проблем, бидејќи пазариме во исти маркет. Сите биле љубезни кон него и тој бил љубезен кон другите. И мене навистина ова многу ме зачудува, бидејќи знаете, ние секогаш сме живееле, јас сум прифаќала дека неговото национално чувство е такво какво што е, а тој го прифаќа моето национално определување. И ние секогаш сме имале многу коректен однос и живот. Не само ние комшиите, туку и се спомна продавница некоја. Навистина беше омилен и не знам дали се случило тоа во баш нашата продавница која што е во нашата местна заедница, да ја именува. Можеби на друго место. Меѓутоа не верувам дека тоа се случило на некој начин со лоша намера. Не верувам. Значи, Перев не е човек кој што не го познаваме ние, барем во Скопје, па посебно во општина Центар. Сме имале секогаш добра соработка, почитување. И зошто да не, тоа е негово право човекот да се чувствува онака како што се чувствува. Меѓутоа, мислам дека проблемот е што бугарската државна политика надворешна има потреба да си дава на значење, па да го искористи примерот како негативен, како говор на омраза, бидејќи такво нешто ни пишува во вториот протокол. Да бидеме внимателни, нели? Не баре ние сме оние кои што ги создаваме неприликите, а не другата страна која што се повикува на оној анахронизам од Тодор Живков. Така да, мене ми е многу необично, ако сакал господин Перев да направи инцидент, можел да направи и пред 30 години, пред 20 и пред 10. Моментов е малку симптоматичен, имаат потреба некои служби, политики, стратешки институции да си дадат назначење и мислам дека случајот е само предимензиониран за да изврши определена функција. Најверојатно ова е користење на ова за да се интерпретира како атак врз националната припадност. Да, како говор на омраза од страна на северно македонците кон бугарите. Затоа ви реков, внимавајте, многу е голем проблемот од подпишувањето на Преспанската спогодба и договорот со Бугарија. Значи, нас тука ни се наметнува асимилација, непостоење и постоење на се што може да постои, но не и на македонци. Како што рековме, Перев е поранешен новинар и поранешен државен функционер кој се декларира како бугарин. Колку историското наследство и прашањата за идентитетот се злоупотребуваат од политички актери во Софија за внатрешни или регионални цели и дали ова е продолжение на долгорочната стратегија на Бугарија да ја редефинира македонската самобитност преку инцидент од ваков тип? Да, се согласувам со вас тоа што го изнесовте. Апсолутно, значи рецидивите на живковизмот веднаш се пробудија. Ако се сеќавате, 99-та година беше кога ние им подпишав бугарите дека немаат нели проблем со нас за да можат да го продолжат патот кон приклучување на Европската унија. Тогаш немаше проблем. Одеднаш кога стана дел од Европската унија, се создаде проблем. Одеднаш не постојат македонци,
Тоа се или Срби со тешката говорната маната, или се па тоа сшти народ, или се тоа елиники, или се можеби шкиптарет, се може да бидат, само не може да бидат македонци. Па ќе кажам, овие два текста, како спогодба и договор, се многу лоша содржина по однос на историското, како што кажавте, наследство, културата и се она што представува македонска посебност и особено најтешкото, најболното е уништувањето на асномските основи. Да не заборавиме, млади луѓе од целиот периметар на Македонија, и од Егејскиот, и од Пиринскиот, и од Вардарскиот дел, учествува во народно-ослободителната борба и се создаде таа македонска држава. Се што се прави од 1991 година, а посебно од 2008 година, се оди на бришење на асномските основи, односно нема народ, нема држава и ние стануваме територијална варијабла, каде што еден ден можеби некој од соседите со помош на големите сили и да си ги прошири своите граници. Немојте да се залажувате. Не може ништо друго да се случи ако ширум не си ги отворите очите, ако ширум не си го отворите паметот и да делувате како што треба. Мислам дека работата воопшто не е наивна и треба многу сериозен пристап. Дали ваквите случаи се користат како замена за реален диалог за историските прашања, односно како начин да се избегне работата на суштинските теми? Па мислам да. Суштинските проблеми се знаат. Јас искрено да ви кажам, мислев дека кога се смени власта, дека ние ќе имаме 5-годишен план на обнова и развој. Не се случува тоа. Све се занимаваме со некои спорадични теми. Сите бевме во полетот дека ќе го искажеме и нашето македонското мислење во однос на односите со соседните земји. Не се случува тоа. Сега имаме конспирација во комисиите. Што при Грчката комисија? Знаете дека и оние што беа со Заев сега се председатели на тие комисии. И Далибор Јовановски и Ванчо Ѓоргиев. А пак тој наводно што му вршил притисок на Ванчо Ѓоргиев се наоѓа во Брисел. Што сме гласале ние? За кого? Па ја морам сега да кажам како гласач дека сум сериозно навредена. И веќе како дел од ова општество ќе се размислам дали некогаш воопшто ќе сакам да комуницирам со политичките представници во оваа држава, бидејќи гледам работи кои што не се соодветни. Извинете, има навистина овдека многу паметни луѓе и образовани луѓе, но сите тие се повлекоја. А има и причина зашто се повлекоја. Бугарското МНР, председателот Радев, па дури и европратеникот Џамбаски реагираат координирано и жестоко, дури барајќи бугарското обвинителство да се вклучи. Дали ова е стандардна дипломатска практика или инсцениран политички перформанс и како овие реакции влијаат врз официјалните односи меѓу Скопје и Софија? Видите дека е перформанс е. Меѓутоа, тоа е стара практика на бугарската надворешна политика. Бугарската надворешна политика нема да се смири додека не го оствари она што го има зацртано во нејзината доктрина, создадена некаде 99-2000 година. Нашите луѓе требале да ја прочитат таа доктрина, бидејќи знам дека мои колеги и ја чита и ја преведува и се сега тие колеги дел од владеачката гарнитура.
па можеле да им понудат четиво да прочитаат што пишува во таа доктрина. Дека политиката ќе биде во насока на негација или асимилација на македонскиот народ и дека со сите средства пропагандни, културни, политички ќе се борат тоа да го остварат. Доволно е да се види бугарската стратегија. Каде е македонската? Македонската стратегија за развој на државата внатрешно и надворешно, меѓународно. Каде е стратегијата? Па искрено да ви кажам, еве, толку лошо се чувствувам кога одам во надвор од нашите граници, посебно во држави кои не се блиски на нашиот регион. Тешко ми е да објаснам јас од каде доаѓам. Ние не постоиме на меѓународната сцена. Има луѓе кои ќе го слушнат името како попарени и дури и бегаат од нас. Тоа е наш проблем. Немојте да се љутите на Џамбаски. Џамбаски си има зад него сериозна надворешна политика и тој само ја следи таа политика. Која е македонската политика? Која е македонската стратешка определба? Дали ќе биде дефанзивна до крајна граница на исчезнување на македонската држава и посебност? Дали ќе биде компромитирана од влијанието на стратешките партнери, бидејќи повеќе ги слушаат стратешките партнери, отколку расположението на народот? Сите влади, сега немојте да бидеме погрешно разбрани. 30 години е така. Така да и Грција, и Бугарија се држави кои што ја научиле лекцијата, пак ќе кажам, имаат сериозна доктрина и стратегија за надворешна политика. Можеби ќе бидат минливи и председателите, не знам, Радев и грчкиот и српскиот, меѓутоа доктрината, стратегијата ќе им остане. Ќе се смени министерот, ама стратегијата ќе им остане. Кажете ми мене дали вие поупатени сте од мене, повеќе го пратите јавниот дискурс. А според вас, дали има реална опасност ваквите преголеми реакции да ја радикализираат јавноста на двете страни? Не. Тоа е, како да ви кажам, дневно политичка. Се зачита затоа нешто за Перев овдека читав, дека, не знам, кривично дело, лажно пријавување, не знам, навистина не знам. Меѓутоа, човекот го знам, ете, од еден друг ангол и затоа малку ми е чудно. Меѓутоа, претпоставам дека има дневно политичка потреба. На едната страна тој е дозволено. Еве, дали ќе биде тоа грчката или бугарската, нив им е дозволено. Тие се во сосема друга позиција од нас. Ние, како тоа ќе го искористиме? Како ќе го направиме, тоа зависи од нас. Повторно ќе кажам, бидејќи минатиот пат зборувајќи за Брехт и Балзак, многу погрешно бев разбрана, овој пат сакам да кажам дека мора да се вратиме на асномските принципи, еве од македонската историја да кажам, дека се додека не почнеме да бидеме свој на своето, да го уважуваме животот и жртвата на луѓето кои што се внеле во таа слобода, ние не смееме да имитуваме политика која тоа сето тоа ќе го игнорира. Бидејќи имавме и во Илинден жртви, и претходно имавме млади жртви, македонската историја е таква. Меѓутоа не смее да се заборави антифашизмот, бидејќи државата ни е израсната во антифашизам, и никогаш да не се заборават асномските постулати. Така. Премиерот Мицкоски го оцени случајот како инженеринг и потенцијален хибриден обид за прикажување застој во евроинтеграциите, додека, како што реков, МНР го осуди настанот и побара брза истрага. Од перспектива на државна политика и комуникација, дали ова разлика во тон и став создава институционална недоследност и какво влијание има таа врз меѓународната позиција на Македонија?
Мислам дека чинот не е наивен, нели? Штом се вклучил дури до председател на влада во Бугарија, значи чинот е со намера, не е наивен. Треба да се представи македонската страна како некооперативна, нели? Не се разбирам од терминологијата на хибридност, не знам. Меѓутоа, знам дека ова е вид еден надворешно пропаганден чин, кој што и овозможува на Бугарија да го користи, сепак таа има такви можности. Не знам зошто нашата влада има потреба да се брани во овој случај. Може сосема нормално да се искаже дека има такви многу луѓе кои живеат во Македонија и никогаш не биле загрозени и да си ја промовира својата толерантност во мултикултурализмот во Македонија, иако тој истиот умре во Германија, меѓутоа нас ни се сервира како неопходност да постои. Колку е ризично за Македонија кога премиерот и МНР излегуваат со различни акценти и тонови околу ист настан? Очигледно дека настанала некоја дисхармонија. Морам да признам дека премиерот и министерот се во многу блиска комуникација, не знам тоа како им се случило. Знам по мојот пример, затоа Претпоставам не дека изненадува фактот дека не биле добро брифирани двајцата. најверојатно Муцунски отишол од тоа дека да не биде нападнат, дека не презеде ништо. Тоа е само Можеби човечанство дека ќе го испитаме случајот. Претпоставуваме, не сме некои адвокати ни на едно ни на другиот. На вистина не знам, затоа што знам дека двајцата соработуваат доста блиску и дека не постои нешто што би се рекло потреба да има дисхармонија. Европратеникот Џамбаски повторно го употреби терминот северно-македонски, што е директно спротивно на Преспанскиот договор. Нашето МНР не реагираше јавно. Према вас, дали сметате дека ова молчење е дипломатска стратегија, институцијална слабост или пропуштена шанса за заштита на државните позиции и каква би била исправната дипломатска реакција? Исправна дипломатска реакција треба да биде многу фронтална и офанзивна на оваа тема. Јас тоа сум го кажала и на други луѓе, и токму на господинот министер, дека сум човек кој што се залага за сериозна, надворешна, офанзивна политика. Но, бидејќи моето мислење не е потребно да биде присутно, можам да кажам дека пропуштена е приликата да се укаже, на тоа се реагира сериозно, не да го нападнете него, туку да си ги изнесете ставовите, да ја афирмирате македонската посебност, да ја афирмирате македонската историја, дека таа не почна од 2017-2018, како што кажав предходно, и дека ќе го сметате тоа за навреда во доменот на човековото определување национално и права и слободи. Значи, фактички говорот на омрза доаѓа од другата страна, ама ова делува како на народната, најлошото дете прво мава и прво плаче. Така да ние, бидејќи треба да знаеме со кого си имаме работа, треба да го дисциплинираме. Знаете, понекогаш ќотекот и од рајата е излезен. Сега, ова метафорично го кажувам, да не бидам погрешно разбрана пак. Значи, онаму каде што... Метафората понекогаш на погрешна патека ве носи. Да, така да треба да си реагирате со сите средства и можности, бидејќи вие сте избраник на народот, а народот ви избрал
за да го браните македонскиот идентитет, интегритет, достоинство и историја. Во владата беше представена Националната стратегија за соработка со диаспората 2025-2030. Тоа е документ што треба системски да ги заакне врските со нашите иселеници и да го потврди националниот идентитет надвор од границите. Стратегијата најавува темелни реформи, нови закони, дигитални услуги достапни од било која точка во светот и појасна меѓуинституционална координација. Во расправата учествуваа институции, експерти и председателката Силјановска која отвори прашање и за посебен закон за диаспора. Токму од сите овие нови процеси ќе произлезат неколку прашања на оваа тема вечерва, а министер Моцински го представи стратешкиот документ како долгорочна визија, а не адхок мерки. Од историска и политичка перспектива, колку ваквите стратегии реално можат да влијаат врз јакнењето на националниот идентитет во диаспората и кои се најчестите предизвици кога државата се обидува системски да се поврзе со своите иселеници? Да, ми наметнавте една тема која што е многу битна, а почнува да се реализира, според мене, малку и конфузно. Покасно. Секако дека ќе одговорам, само сакам да кажам една кратка реплика кон господинот што пишува за нашата влада. Треба да знае дека нема наша влада, туку има македонска влада, бидејќи таа влада се однесува на сите граѓани кои што живеат и работат во Република Македонија, па и во диаспора, нели? Сега спомнате за документот. И доколку македонската влада не се застапува за она што било програмски определби во текот на изборниот циклус, тоа значи дека таа отстапила и веќе почнува избирачкото тело да биде посумничаво. Ако го земите моментот дека на локалните избори имаше многу неважички и многу неизлезени луѓе, тогаш владата треба сериозно да размисли дали ќе биде нашата влада или ќе биде македонска влада. Толку во однос на нашата влада. Сега во однос на стратегијата. Мене прво ме зачуди фактот што одеднаш во медиумите, знаете, ние така дознаваме, одеднаш нешто во медиумите за стратегија која што ги опфаќа годините 25-30 и ја опфаќа диаспората. Дигиталната трансформација која што ја спомнавте, бидејќи сум соработувала со Министерството за дигиталната трансформација, знам дека доста посветено тие луѓе се напрегаат, меѓутоа просторот во кој што сме оставени, дали од претходниот владеачки тим, ја мислам дека и тоа и од поодамна, не само. Знам дека некаде 2006 кога беше претходната влада на ВМРО, почнаа тие процеси на дигитализација и доста добро почнаа да чекоа. Меѓутоа, како што све бива кај нас, она што треба да заживе и да се развива, се фрагментира и се уништува. Све е проблемот во одржувањето. Така што во моментов на министерот Стефан воопшто не му е лесно, бидејќи сите институционални инфраструктурни потреби се девастирани. И тоа ќе оди многу тешко. Иако ние сите сме определени дека тоа треба да се направи, бидејќи е неопходност. Меѓутоа не знам како ќе се одвива. И имаме голем проблем тука. Од самиот момент на инфраструктура. Па да не зборам понатаму. Стратегијата која што се спомнува за мене е малку конфузна. И ќе кажам зошто. Ако ја познавате диаспората, мислам дека треба да ги опфатите проблемите кои што таа ги знае, таа ги познава,
од потребите кои што таа ги има и таа ги познава. Мислам дека таму се спомнува спортот како дипломатска активност, културата и јазикот. Зошто не се спомнува историјата, бидејќи историјата е личната карта на народот? Диаспората многу повеќе ги цени и ги истакнува историските особености на своето потекло, македонско, не знам како. Луѓето од диаспората го познаваат начинот на работа на другите заедници. Италијанската, грчката, ако сакате, и во Австралија, и во Америка. Еврејската. И тие многу сериозно создаваат фондови како заедница, здружено, во кои што внесуваат определени материјални средства и точно ги определуваат сегментите и аспектите каде тие средства ќе бидат дадени или во која стопанска дејност за развивање. Ако сакате, ќе го земам примерот со Италија, развојот на гастрономската индустрија, развојот на туризмот во Италија доаѓа од страна на диаспората, со нивни материјални средства, со нивно знаење, со нивен ангажман и со нивно познавање на техниката на работа. Така да, навирина не знам зошто е тоа така направено и зошто постојано таму некаде фигурира јазикот е нашата татковина. Кој јазик? Кој јазик? Не се спомнува Блаже Конески, не се спомнува македонскиот јазик. Кој им е нашата татковина, англискиот јазик? Не знам. Има некоја чудна ситуација. На кој јазик мислиме? На вакви ситуации многу малку луѓе внимаваат, а многу се важни. Да. Знаете, еден мал израз или две пропуштени букви во изразот го менува целиот контекст на тоа што сакате да го кажете. Друго, мислам дека председателката нешто наговести, дали имаме ние регистар на нашите луѓе во диаспората? Нема. Дали сме ги попишале, опишале луѓе, дали знаеме? Дали сме ги забележале основните причини зошто луѓето се иселиле? Ако ние ги знаеме основните причини зошто луѓето се иселиле, многу убава стратегија можеме да напишеме. Ја мислам дека ова е стратегија заради стратегија. Еве имаме некој документ, еве ние сега нешто правиме, еве нешто замачкуваме очи. Извинете, ама Наташа е таква и си ги кажува работите отворено. Ќе почекаме да видиме што ќе испадне од оваа стратегија. Стратегијата најавува темелни реформи, нови закони, дигитална платформа, 24/7, електронски услуги, јасни процедури и меѓуинституционални координации. Дали ова представува реален капацитет на институциите или само политички амбиции и што ќе биде клучно за овој модел за да не остане само на хартија? Па мислам дека преска спомнав јас додека бев ангажирана во архивот, место кое што премногу го имав заслужено, а сега кое што е дадено на општинскиот координатор од центар на ВМРО ДПМНЕ. Имавме одлична соработка со тоа министерство, дури и имав една мултилатерала, да речам, министерството, словенечката амбасада и архивот и направивме еден проект за фактички пилот проект за потребите околу дигитализацијата. Видете, тој процес е многу сложен. Да, постојат земји во Европа, во Европската унија, како Литванија и тие балтичките други земји, кои што многу брзо ја спроведоа дигитализацијата и
најголемиот дел од комуникацијата меѓу граѓанинот и државните институции е поедноставена. Но, пак ќе кажам, ние имаме сериозен проблем во однос на инфраструктурата. Имате институции каде што протекуваат, не се добро градови обезбедени, не се топлотно обезбедени, баракчина или пак имате ново компонирана градба од 2014 која од сите страни ви е девастирана. И на сета мака тоа вие треба да воспоставувате дигитална инфраструктура. Јас и на министерот му реков, просто се плашам како ќе оди тоа вмрешување, како ќе се поставуваат сите тие работи. Идејата е одлична. Меѓутоа, нас ќе ни треба многу време, многу посветеност и друго да ви кажам. Не постои комплетна кадровска екипираност во институциите. Еве, од мојот личен пример морам да ви кажам дека тоа е институција каде што вие немате познавач на компјутерските вештини. Туку имате луѓе кои што се приучиле па помагаат. Можеби и не доаѓаат за мала плата. Морам да ви кажам дека платите во тие државни институции, еве ќе ви кажам, во однос на блиски луѓе кои што работат во министерство и тоа, со образование на градежни инженери, па имаат мали плати од 2 до 700 евра. Замислете вие сега некој си компјутерски стручњак, електроинженер, да сака да работи за таа плата во државна институција. И јас мислам дека можеби е подобро да се формира како една институција во која што ќе бидат инкорпорирани сите такви стручњаци и владата ќе ги именува или изнајмува во државни институции да се спроведува дигиталната трансформација. Бидејќи самите институции, сами по себе тоа не може да го направат. Ниту имаат екипираност, ниту имаат буџет за тоа, така да треба да се внимава во тој дел. Председателката Гордана Силјановска-Давкова отвори дилема за посебен закон за диаспора и за потреба од демографска и генерацијска анализа. Какви би биле политичките и идентитетските импликации од ваков закон? Дали би помогнал во зајакнување на врските со иселениците или може да отвори нови чувствителни прашања во регионот и во односите со соседите? Знаете, јас морам пред да одговорам да ве прашам, дали вам ви е потребен како диаспора закон? Па сега ние сме единка. Имаме во диаспората луѓе самопрогласени лидери кои што ја матат водата, како песната на Цане Николовски. За нас е се прифатливо доколку оди во корис на македонците кои што различни причини заминале, а причините не секогаш се финанси. Тргаме од нас. Ние не дојдовме овде ради финанси, дојдовме од едноумие на некого. Секако, тоа сакав да го слушнам. Значи, причините се многу длабоки, многу се поретки определбите да се напушти земјата од финансиски причини, нели? Многу повеќе влие несигурноста, безперспективноста, неможноста за мобилност, кариерна можност, нели, мобилност, создавање на материјална сигурност за семејството, подобра иднина за своите деца, бидејќи верувајте, јас тоа го имам искусено. Посебно кога ќе слушнете дека треба да замолите некој од определени кругови. Ајде, така да речем. Никој не сака да чука по партиските врати, комитети. Јас еве имам едно дете кое што има завршено како технолог. Ги искуси сите премрежја на македонскиот приватен бизнис. Во државната институција
и мајка му не му дозволи да се вработи, бидејќи лошо е да се вработен во државна институција. Сега е ангажиран од странска фирма, живе и работи во друга земја. Значи, потребата од самоафирмирање, од обезбедување на она што значи млад живот, па и повозрасен, е многу поголема причина отколку материјалното. Вие може би се сеќавате во периодот кога Хрватска некаде само што зачекори во таа Европска Унија, донесе посебни закони со сериозни одредби каде што ги повлекуваше своите луѓе од диаспората кои што беа навистина докажани научници, бизнисмени, професори, доктори. Така се прави. Но вие не можете на тие луѓе да им определувате политичко-партиска филозофија. Сите тие се потребни да бидат во функција на државата. Затоа минатата емисија ви реков, денот кога ќе се оддели државната од партиската дејност, се ќе биде во ред. Затоа што ќе знаеме законот што сака да направи од диаспората. И младите луѓе сакаат живот кој што ќе им донесе некоја перспективност. Но, верувајте, не е само моето искуство, има и други искуства. Ако сме од некоја повозрасна генерација, ние гледаме потреба дека треба да напуштиме државата. Од многу причини, а најмалку од финансиски. На регионалната конференција за стратегиските приоритети на НАТО и ЕУ и Југоисточна Европа, министерот Тимчо Муцуски предупреди на зголемени активности на злонамерни актери кои го подкопуваат евроатланскиот курс на регионот, додека генералната секретарка на НАТО Радмила Шекеринска истакна дека алијансата ќе реагира на секоја закана. Експертите посочија дека безбедносната средина се менува и дека хибридните закани стануваат се поизразени. Како ја читате оваа ситуација за Балканот и за Македонија? Дали станува збор за превентивен сигнал, нова фаза на безбедносни ризици и колку нашата земја Македонија е подготвена институционално, дипломатски и безбедносно да одговори на овие предизвици? Па мислам дека не сме доволно подготвени. Не сме. Ние се занимаваме со рецидивите на спогодбата и договорот. Не знаеме дали сме северно-македонци или македонци. Страф ни е да го споменеме атрибутот на јазикот. Немаме расчистено со определбите која е наша стратешка дејност. Немаме определено како ќе се одвива социоекономскиот живот. Значи сега ова многу сериозно го зборувам во смисла на социоекономскиот живот, додека светот почнува веќе да размислува за сериозни ситуации, па дури и воени. Неодамна прочитав дека Франција сега ќе го ваќа задолжителното служење во војска. Да. Така што, додека другите навистина се широм свртени со својот разум и свест кон она што представува непосредна опасност, ние очигледно дека немаме време да погледнеме со оглед дека се чешламе пред огледало, а селото ни гори. Не зборувам повеќе. Во рамките на вториот форум на граѓански организации беше презентирана новата стратегија за соработка меѓу владата и граѓанското општество,
Документ изработен низ широк партиципативен процес и кој беше усвоен на 90-та седница на владата. Стратегијата поставува амбиции за силен и независен граѓански сектор и носи конкретни механизми, гарантен фонд, активен совет за соработка и подготовка на нов европски закон за здруженија и фондации. Госпоѓа Котла, оваа стратегија за соработка помеѓу владата и граѓанското општество, како што рековме, беше промовирана како зрел модел на партнерство. Од историска перспектива и од аспект на јавни политики, дали Македонија навистина воведува системска промена или ова е повеќе формална рамка која треба да ја демонстрира европската ориентација без суштински ефекти? Знаете, и ова прашање е актуелно само преку медиумите. Не можам да дојдам до моментот како сето тоа се одвивало и на конкретната содржина. Значи, ние оваа информација добиваме во една кратка информативна содржина која што се пројавува во медиумите и толку. Дека требаше да се направи соодветен закон во однос на граѓанските здруженија и организации, требаше. Јас се сеќавам на времето кога јас бев основач на едно невладино граѓанско здружение за борба против ракот и леукемијата кај децата. Уште тогаш ги гледавме сите аномалии на актуелниот закон. Претпоставувам дека и сега се оди со намера да се изработи тоа што треба. Меѓутоа, малку сум во некоја недоумица. Ние имаме сериозни граѓански здруженија во однос на животната средина, кои што се борат за зачувување на истата, против дивоградби, против загадување. Имаме сериозни здруженија кои што нудат заштита на жените од насилство. Замислете која иронија, деновиве оди кампања за заштита на жените од насилство, а конкретно знам една ситуација каде што се врши интелектуално и психичко насилство на една вработена во една институција. Јас ќе бидам многу толерантна во овој однос. Посакувам да биде законот соодветно донесен, со задоволување на потребите на двете страни. Меѓутоа, колку тоа ќе функционира, не сум сигурна, бидејќи не само оваа, и сите влади и власти, ако сакате, последниве 30 години, секогаш имаат сериозна намера да го држат граѓанскиот сектор под контрола. Во стратегијата се нагласуваат инклузивност, транспарентност и партиципативно планирање, а истовремено се формира гарантен фонд, се оптимизира советот и се подготвува нов закон за здруженија и фондации. Дали ова представува вистинско зајакнување на улогата на граѓанските организации или владата со ова создава контролирана архитектура на соработка каде државата го определува темпото и рамките? Вака, како што го читаме, можеме да кажеме и премногу убаво за да биде вистинито. Така да, ајде да се обидеме, нека заживее ова, па потоа да кажеме оп. Мојот впечаток е дека ќе треба многу да се работи во таа насока. И друго, транспарентноста ми е многу сумнителна. Ако ја гледаме колку е транспарентноста конспиративна во однос на други процеси и прилики, се плашам дека и тука таа ќе биде
манифестирана по пат на конспиративност. Премиерот Мицкоски во неговиот говор рече дека ова не е административен процес, туку промена на политичката култура. Како гледате на сето ова и дали сметате дека граѓанскиот сектор навистина ќе стане рамноправен партнер кој ќе ја следи и критикува власта, или постои ризик од создавање зависност преку државни фондови, советодавни тела и формализирани механизми кои можат да ограничат критичноста и автономијата на овој сектор? Точно тоа. Што го кажате, последното, јас сум за тоа, мислам дека така ќе биде. Верувајте, сега ќе зборувам од личен пример. За која политичка култура говориме? За онаа политичка култура каде што професор и докажан човек во општеството ја пуштате секретарката да ви најави дека ќе бидете исклучени од процесот на работа како директор? Уште неодржана седница, тоа е политичка култура? Зошто не го викнете човекот и му кажете вака и вака е работава, ние сме со таква и таква намера. Дали знаете дека политичката култура оди до таму што не се наведува причината по која сум јас сменета? Јас сум само кадровски освежена, тоа е политичка култура. Утре и на граѓанските институции ќе им речат кадровски ќе ве освежиме. Јас овдека се сомневам многу, како што тргнала работата. Прво, нема капацитет, кадровски капацитет, не постои филозофија. Вие мора да имате филозофија. Како ќе комуницирате со граѓанскиот свет? Како ќе комуницирате со оној граѓански свет кој што постојано ви зборува за дивоградби во одредени општини и ви ги посочува точно пунктовите кои не реагирале и тоа го дозволиле? Како ќе реагирате со оние невладини организации кои постојано ќе ви укажуваат дека треба да размислите како ќе постапите во однос на Уставот? Како? Како ќе постапите со оние организации утре кои што ќе ви речат па ние сакаме погари во Уставот? Значи, има премногу граѓански организации со определени теми и дилеми. Бидејќи се спомнува фонд, јас веднаш се сомневам дека тоа ќе биде еден контролен механизам за организациите, граѓанските организации, не само вербално, туку и конкретно. Би сакала да бидам во грешка во овој момент. Би сакала да бидам јас онаа која што нема да бидам во прав. Меѓутоа, имам искуство од граѓански здруженија и знам како одело сето тоа и не верувам дека сега некој многу паметен ќе се најде и тоа ќе го регулира. Ние сме сепак производ, сите ние. Ја не се оправдувам себе си. Ние сме тие што живееме во ова општество и ги создаваме тие нешта. И во моментов не гледам дека ние сме напреднале и дека сме доживеале определена визија и филозофија во политичката култура. Мислам дека ние во политичката култура сме многу назад. Многу. Европскиот суд за човекови права во Страсбург отвори постапка по жалбата на екс-министерката Гордана Јанкуловска за случајот Тенк. Судот ќе утврдува дали во постапката во Македонија имало фер судење, особено поради користењето прислушкувани разговори, замената на суди и можната пристрасност. Ова повторно ја отвора темата за довербата во судството и политичките влијанија. Постапката во Страсбург е отворена токму поради сомнежот за неправилности во водењето на процесот. Господја Котлар, што ни кажува ова за развојот на македонското судство во последната деценија? Дали станува збор за институционална слабост или политички инженеринг?
Мислам двете. Мислам и двете, дека е институционална слабост и политички инженеринг. Се во ова зборува дека ние не пристапивме кон решавање на соодветните проблеми. Јас не можам да дозволам ова сега што го гледаме по медиумите, извршната власт да ја упатува забелешки на судската власт. Судската власт е независна власт. Ако сакате вие да имате реформиран правосуден систем, прво и основно, тоа е напишано веќе во Европската Унија, можете да ги прочитате правилата и да ги прилагодите на домашните нели услови и прилики. Меѓутоа, зошто постојат институциите во државата? Не е работа тоа на извршната власт да се меша како ќе се реформира, што ќе се реформира. Таа треба само да биде една логистика. Не може да биде таа носител на идеите. Има факултета за правни науки, има и други некои дисперзирани, предпоставам дека се стручни, иако лесно купуваат некои дипломи. Имате академија која што е тука во континуитет, постојано со екземпларот присутен камбовски. Имате и други, значи луѓе од академската и заедница, но и активната обвинителско, адвокатска, судска фела. Ако тие самите не им дозволите да седнат, да се договорат, да се реформираат, без разлика, немојте да ми кажувате вие дека овие биле корумпирани, овие други што ќе дојдат, нема. Не знаеме. Ние 30 години се бориме со тој процес. И навистина добро почнавме кога, ако се сеќавате, имавме еден стручњак од Романија, господјата го заборавив името, која што дојде баш на таа тема околу корупцијата во Македонија. Но незиното присуство беше многу краток век. Доволно има структури во оваа држава која не дозволуваат некои работи да се развиваат во својот правилен тек. Мислам дека работата не е многу тешка, многу е заморно она постојано телевизиско припокување. Вие лажете, ние не лажеме, вие сте лошите, ние сме добрите, ние сме авангардни, вие сте конзервативни, навистина веќе е дегутантно. Так. Се знае тоа како се прави. Министерството за правда ќе обезбеди логистика, ќе повика луѓе од целата академска и стручна фела, ќе си седнат, ќе си се расчисти ситуацијата, ќе се донесе и верувајте, додека јас не видам политичар и од претходната власт, и од актуелната власт, ама висок кадровик, не овој таму кој беше таму за ИПАД фондовите, не го земаа таму за пример како функционира безпрекорно власта, сериозно да се занимава со дејностите на политичарите, бизнисмените, банкарите, судиите и додека не си го обезбедат примарното право на сувереност и независна судска власт, не знам зашто ќе правиме ние. Јас мислам тоа дека ќе биде многу брзо и многу експедитивно, бидејќи ние имаме сериозни проблеми, и мислев дека тоа ќе се направи како примерот на Сингапур, во еден ден, 100 министри, пратеници, политичари, собрани на едно место и решен проблемот. Зошто сега во Сингапур нема проблем? Така, пред да го поставам моето прашање, претходно спомнавте Ману. Наш гледач Душко Симоновски неколку пати праша да го поставиме прашањето негово, ќе го ставам на екран. Спомнавте Ману, тој прашува што прават работените во Ману, седат, земаат плата и се борат за бугарите, албанците и набројува други понатака. Мислам дека господинот Душко не е далеку од вистината. Мене ми е жал што Ману е многу девастиран, е фрагментиран. Јас често пати се среќавам со председателот на академијата, тој е мој комшија,
И кога ја водев борбата за нашето депо, за нашиот архив, и тој ми се жалеше колку нивниот архив е девастиран и во сериозни материјални услови. Не случајно на почетокот кажав сите институции, и МАН, и институтите, веруете, јас работам во Институт за национална историја. Институтот за национална историја се наоѓа на најгорниот кат од зградата, каде што во долните спратови се наоѓа јавно обвинителство за гонење на финансиски криминал. Зар може најстарата научна институција да ви биде чавкарница? Зар може највисоката репрезентативна институција на академија и на науки да ви биде фрагментирана, девастирана и неплатена? Истиот проблем ми го кажуваше и деканот на филозофскиот факултет. Имаат проблеми од типот на буџет, обезбедување на кадри, обезбедување на подмладок. Ете тоа. И после се прашуваме, ма каде се луѓето? Луѓето има кои што сакаат да работат, кои сакаат да дадат придонес. Меѓутоа, луѓето, повеќето, ете, слични на мене, не стана академици. Ние имавме работа на фронтот, другите имаа работа во партиите за да обезбедат академски, нели, титули. Така што таа академија, исто како судството, треба да доживее сериозна реорганизација, меѓутоа во функција на бранењето на државните интереси, а не на одредени интереси, не знам, лоби групи и така натаму. Ајде да се навратиме на темата за Јанкуловска. Жалбата на Јанкуловска стоела 5 години во Страсбург, но сега судот препознава доволно елементи за да постапува по истата. Што значи ова за домашниот правосуден систем? Историски преседан, предупредување или индикатор дека одделни пресуди беа донесувани под политички и медиумски притисок? Мислам, ако ги земеме сите овие определби што ги кажавте, мислам дека сето тоа е во оптек. Се е тоа во оптек. Господјата Јанкуловска, кога беше во функција во оваа држава, беше неприкосновена во својата функција. Ја вика атомската мравка. Да, беше неприкосновена. Она што се случи во времето на владата на Заев, каде што многумина настрада судско, правосудно и така натаму, кривично, не само заради заслужените, нели, действија, туку повеќе беше, нели, политички, и во тоа брзање да се исценираат политички содржини на определени кривични моменти, се случуваа вакви повреди на постапки. Меѓутоа, јас се плашам да не се случи, да продолжи тој тренд. Така да, ако смета дека и се повредени нејзините човечки права, нека си ги бара и брани, каде што постојат можности. Јас во моментов, од мојот личен пример, нема да превземам ништо, бидејќи не верувам дека можам да изборам правда со државни раководства. А иначе има основа по многу точки тоа да го направам и да чекам ден да одам до Страсбург, бидејќи некои луѓе ми сугерира дека ќе се стигне до Страсбург. Нема да го направам тој гест, можеби господјата има сили, има финанси и ќе си се избори за своето право. Воопшто, искрено да ви кажам, не сакам да размислувам за Јанкуловска. Ама не сакам. Затоа што нејзе и должат одговори многу други луѓе, а не ние, само да не испадне дека македонскиот народ мора сите глупости на претходните влади, не дај Боже и на оваа влада, да ги плаќа.
Изјавите на Јанкуловска и премиерот Мицковски отвараат прашања за довербата во судството и за можни политички влијанија врз судиите. Како ја толкувате оваа ситуација, како политичка борба за наративи, како сигнал за длабока системска криза или како почеток на нова фаза во односите меѓу владата, судството и меѓународните институции? Видете, јас мислам дека не е местото на извршната власт да се занимава со судската власт, бидејќи тие се рамноправни. И мислам дека тука треба слободно да ги поставиме нештата во својот ред. Владата може да биде логистика, треба тука да имаме функционално и здраво разумно собрание, бидејќи собранието е она кое што ги носи законите, нели? Законодавниот дом. Јас не препознавам веќе такви пратеници, некако повеќе ми личат на послушници. Немаме ние веќе харизматични, своји автономни пратеници со свое искажување, бидејќи се плашат како ќе поминат во партиското раководство. Така да, пак ќе кажам, судството мора да биде самото со себе соочено и немало само во времето на Заев, подкупливи суди, не знам, представници на правосудството, обвинители, адвокати, не знам таму што. Таа пикантерија ја има и таа девијација ја има, особено 1991 година, кога почна независното живење на оваа држава, каде што сите, мислам, оставија многу лош печат на сето тоа, и ние сега се соочуваме со последиците кои ни се катастрофални, и затоа ви реков да се вратиме на асномските основи. Влада која ќе се врати на асномските основи, ќе овозможи услови за развој и функционирање на судство, обвинителство и адвокатура, ќе овозможи 5-годишен план за развој на економскиот и инфраструктурниот живот во државата и нема да го држи народот во сиромаштија со ниски плати и неможност за просперитет во кариерата. Јанкуловска приказната не сакам да ја разберам како чин на некоја си патетична приказна на некоја поранешна министарка. Господјата треба да си бара одговори од многумина други, но не од нас, македонскиот народ. Не. И да не биде дозволено да ја манифестираат и да ја појавуваат во јавноста во некои други контексти. Господја Котлар, македонските пратеници и европратениците кои се дел од мешовитиот парламентарен комитет Европска Унија Македонија на одржаната нова седница во Страсбург, со која преседаваше Иванка Василевска, пратеничка од ВМРО ДПМН од македонска страна и Карло Реслер од страна на Европскиот парламент, донесува заедничка препорака Македонија без одложување да премине во следната фаза од пристапните преговори со Европската Унија со исполнување на претходно превземените обврски од страна на претходната влада, меѓу кои и уставните измени. Како го оценувате историскиот и политичкиот контекст на ова решение, влијанието на претходните влади и уставните измени и кои би биле клучните предизвици за реална имплементација на препораката во сегашната македонска политичка сцена? Вака, ќе ви одговорам за ова што ме поставивте. Прво да му кажам на еден господин дека не сум останала без леп, дека јас имав професија и пред да бидам директор и јас вршев услуга на некои што сега викаат влада. Ако сметаат дека треба јас да бидам без свој разум и глас, тогаш јас сум неподобна и ме менуваат со еден подобен кој што е председател на општински комитет. Но, за леп и за вода, историчарот Котлар
Има секогаш. И знае многу добро. Овој другиот Душко Симоновски, кој што многу васпитано му одговорив, не влечам јас кон СДС и не сум противник јас на ВМРО, туку сум јас историчар кој што дава диагнози за целото постоење на 30 години и што не е добро. А иначе да знаете, моето семејство има плаќано многу поголема чланарина на вистинското ВМРО, отколку господава сега што се во ДПМНЕ и кој што гледа да заработи од тоа. Така да не си го гледате животот преку мене, јас сум многу своја и многу добро знам што зборувам, а ако сте некои подплатени или сте ботови нечии, тогаш вие имате проблем. Господја Котлар, да останеме на тоа, затоа што во моментов немаме човек од власта која што би одговорила на и вакви обвинувања од страна на овие гледачи што се. Доволно беше досега сето кажано. Да. Мислам во секој случај не сум останала без леп. Еве за куриозитет на господинот, мојата плата во институтот е поголема од директорската. Знаете, јас мислам дека се повеќе се подготвува теренот, јавноста и народот да помирливо го доживее внесувањето на бугарите во Уставот. Јас како историчар и како општествен активист тоа го детектирав уште некаде беше 14 јули 22 година и друг пат сум го кажувала. Кога беше посетата на господјата фон дер Лајн, тогаш се скрши отпорот на оние луѓе кои што излеговме како 80% противници на францускиот предлог. Затоа што следеа после деновите кога требаше да се гласа она информација за францускиот предлог, имавме шарада, манифестации, не знам што да кажам, панаѓур во собранието, но суштински таа информација се изгласа и влезе во оптек. Меѓутоа, ние надвор што бевме интелектуалци, општествени луѓе, заинтересирани за иднината на државата, дали бевме 300. И мислам дека тогаш е дадено ветувањето дека ако се смени власта и дојде нова гарнитура, дека сепак ќе се направи подобен план за да се внесат бугарите во Уставот. Јас пак ќе кажам, интелектуалната и општествената заедница не е против тие да влезат во Устав. Јас само барам, како и другите, одговор на прашањето што ќе правиме со декларацијата и низата документи каде што ние сме негирани. Ако другата страна реши дека треба со нова декларација да го признае македонскиот народ, јазик, не северно-македонскиот, тогаш нема проблем. Но немој да ги внесете во Уставот, некакви си не знам какви гаранции ќе ви дадат, а утре да ви пиши по учебниците, по книгите, мене да ме затвараат, да ме тргаат, пошто не сум истомисленик, ако работам научна дејност. Да не се случи дека е говор на омраза, да не се случи дека имаме административна власт, а не антифашистичка во определен период. Проблемот е на друга страна. Проблемот не е бугари во Устав, туку проблемот е бришење на македонци од сите можни документи. Не е проблем. Така да, господјата Иванка има своја историја во партијата, многу добро знае како се делува и мислам дека треба да укаже како, треба да ни даде одговор, како ќе постапиме со внесувањето на бугарите, а со негирањето на македонците. Дали тие ќе бидат во Уставот, а ние македонците во пеколот? Каде ќе бидеме ние?
И зошто упорно се формулира дека ние сме мултиетнички? Па ако сакате да го смените уставот, зошто ме правите све и свашта, разни народи? Знаете дека уставот ни е ала Југославија? Што се случи со Југославија? Се распадна. Што се случи со Византија? Се распадна. Така да немојте толку безгрижно да ги прифаќате, а се гледа дека во јавниот етер дека се прави за да се подготви теренот. Ние тоа да го готвиме така на еден поедноставен начин. Господја Котлар, има една народна поговорка, вели вака: а добитокот се врзува за оглавникот, човекот за зборот. Од она што досега го слушаме, овие барем така се декларира дека никогаш нема да го променат уставот додека не се испеглаат разликите со бугарската страна. Да почекаме да видиме дали ќе останат на нивната заложба или пак ќе скршнат од нивната заложба. Народот треба будно да ги следи сите чекори на не само на оваа влада, на било која влада, и кога ќе осети дека се заминува во погрешна насока, го имаат најголемото неприкосновено право, моливот и за окружување, мена на власт, доколку почне да работи спротивно од заложбите на народот. До тогаш ќе мораме да бидеме стрпливи. А секој си има право на свое размислување, на свое видување. Еве, јас ги посочувам црните точки, каде можеме да се сопнеме. Добро е што народот треба да биде со отворени очи за она што се предупредува. Не значи дека некогаш критиката или секогаш критиката е злонамерна. Повеќето пати од паметни критичари се излегува и нешто што треба да произлезе паметно, значи тоа е еден вид на контрола на власта. Видете, има паметни владетели, управувачи и раководители кои што своите идејни противници секогаш ги држат до себе и учат од критиките. Ама тие сакаат да останат на власт. А за другите не можам да кажам ништо. Мое е да ги кажам црните точки на кои што треба сериозно да се внимава. Друго, 30 години ние нешто со моливот и гласањето правиме и испаѓа дека нешто 30 години не ни оди добро. Па значи не се криви тие што не водат, криви се оние што ги гласаат сега. Тоа сакав да кажам. Па сега. Кратко и јасно, така. Последните одлуки на владата за линеарно зголемување на пензиите, како и реакцијата на Уставниот суд кој го укина оваа решение, предизвика бројни реакции во јавноста и на политичката сцена. Премиерот Мицковски изрази сомнеш и очекување за исходот, нагласувајќи дека ако неговите забелешки се точни, тоа би значило дека некој свесно го нарушува стандардот на пензионерите. Господја Котлар, имајќи предвид дека владата на Мицковски иницијално воведе линеарно зголемување на пензиите за околу 330.000 пензионери, а Уставниот суд го укина тоа решение, како ја оценувате политичката и економската логика за оваа мерка? Како според вас судската одлука влијае врз довербата на граѓаните и кои се можните политички импликации за владината стратегија и социјалната политика во земјата? Мислам дека имаме овдека манифестација, перформанс. Јасно беше дека им е потребно да се изнајде еден момент. Јасно многу добро знае како ќе биде реакцијата од страната на Уставниот суд. Не е тоа непознато, тоа се знае. И мислам дека многу е непотребно да се создава наратив во јавноста дека ете токму тој таму некој судија врховен, не знам, уставен е виновен за ова.
Јас го доживувам како драмолетка непотребна, бидејќи владата ги има сите ингеренции и можности да го построи патот, правилниот пат и праведниот пат за зголемувањето на пензиите, а Уставниот суд и сите други судови и судски инстанции да работат како што треба, и ако сметале дека требале да расчистат со определени судии, тоа можеле да го направат уште од старт. И сега не е доцно, нека се расчистат. Зошто ние како народ да бидеме жртва на некои драмолетки? Ти си крив, ти си крив. Ти лажеш, јас лажам. Мислам дека е тоа непотребно. Непотребно е, мислам навистина е дегутантно и изморени сме. Еве јас ви кажувам, толку време живеам овдека. Животот станува све потежок и потежок. Не сум клиентелист, цел живот работам сама. И ништо не сум добила на држава и све сум и дала на држава. И мислам дека е навреда за интелигенцијата на овој народ да му сервирате драмолетки. Ти си крив. Ама мора да ја известува јавноста за да ја запознаена. Да. Јавноста мора да ја запознае, меѓутоа ова сега зборувам, секој треба да внимава на своето однесување. Ако сте вие извршна власт, вие ќе работите во складот на ингеренциите. Ако сте вие законодавна власт, вие ќе носите такви и такви закони кои нема да бидат ни дискриминирачки, ни нема да бидат противуставни. Сакате да ги даете парите или не сакате да ги даете парите? Ако не сакате, ќе гледаме драмолетки. И после некој друг е крив. Се дека некој мисли дека тој другиот лошо работи, не оди работата. Секој нека си ја гледа својата работа. Така. Ние сме ги избрале, сме им дале можност да работат, па сега нека работат. Извршната си има своји ингеренции, судската си има своји ингеренции, законодавната има своји ингеренции, локалната и таа четврта власт мора да биде независна, како што е сега. Додека ги средат работите, ќе помини време. Епа, треба видите, да им дадеме ние време. сите бевме на времето Так. млади, ама сега веќе не сме млади. Сега јас се грижам за моите деца, за да не ми станат утре диаспора, па да не дај Боже некој закон треба да им донесат. Без да се наведат причините и основните работи. Ви благодариме, господја Котлар, и за ова учество во Македонски корени, како и секогаш причинивте задоволство. Во денот ќе нагласам кога го славиме споменот на Свети апостол Матеј. Тука ќе ве подсетиме на една вистина. Апостол Матеј, некогаш цареник, со одговор на повикот од Бога "Врви по мене", го промени својот живот и стана апостол. Веруваме дека неодамнешната промена во вашата професионална позиција не ја намалува вашата вредност, ниту ја бриши вашата човечна достојност. Вредноста и карактерот не се мерки на функција, туку на срце, труд, честност и вера. Нека примерот на Матеј биде поддршка и утеха, секој крај може да биде почеток, секоја прекината желба можност за нов достоинствен пат. Со вера, достоинствено и надеж пред вас секогаш може да имате нова перспектива. Со почит и искрена поддршка ви посакуваме се најубаво, нека ви е убав викендот, пријатно до слушање и довидување повторно овде на Македонски корени. Јас ви благодарам и добро еве да ви кажам дека јас имам внук, што се вика Матеј. И навистина многу ни значи денешниот ден. Голем. И сакам да ви посакам успех во работата и добро е да ги разгледуваме нештата на различен начин и од географска дистанца. Токму така, ние оставуваме во контакт со вас. Наскоро се надевам дека повторно ќе ни бидете драг гости овде на Македонски. До тогаш и секогаш Господ само здравје и убавини да ви дава. Секој е добро, поздрав до вас и до слушателите. Честитки уште еднош и секој е добро. Уживајте со внучето. Фала.